Многу зборуваме, малку тоа доаѓа до ушите на тие кои што ги донесуваат решенијата. Изгледа не се техничарите битни, политичарите. Луѓето што се платени за тоа, добро платени, требаше да размислуваат дека ова ќе се случи. Не знам како си дозволи МЕПСО да повлекува такви големи количини без да реагира на тие што се одговорни, веднаш да се купи електрична енергија на берза. Таа е поевтино отколку повлекувањето од балансниот систем на електроенергетската заедница на системите што се поврзани. Тоа е само дали си мислят дека нема да ги фатат, да кажеме, и да у континуитет да влечеш. Решението се само три можности. Едното е рестрикции, трошиме колку имаме и колку сме платиле. Второто е да зееме кредити и да плаќаме одложено, ќе имаме електрична енергија, или веднаш поскапување на електричната енергија, да имаме повеќе прилив на средства и со тоа да купуваме електрична енергија. Три можности, нема друго. Нема каде од оваа кожа. Тука што беше друго кажано, дека е тоа светски и европски проблем, се не е точно. Тоа е наш локален македонски проблем, кој што се базира на недоволно искуство, незнаење, да не помислиме дека е и да замислиме сценарија на злонамерно уништување на електростопанството, енергетиката во Македонија. Нели немаме ние електрична енергија? Ама не е тоа европски проблем. Србија има, ние немаме, Босна има, ние немаме, Германија има. Значи некој има и продава, а ние немаме. Зошто? Тука треба да се анализира проблемот. Имаме ние, колку што е кажано, од потребните дневни количини 50% произведуваме хидро и термо. И со целото размислување на тие што се одговорни да размислуваат, да планираат, купени се 20% од потребите кои што се трошат. И остана непокриено околу 30% од потрошувачката во Македонија. И една организација, каде што државата е собственик на МЕПСО, неовластено, без најава, си црпи од таа, да кажам, заедничка бунар и си влече. Што станува со Македонија, што може да очекуваме? Дека ќе го плати народот, ќе го плати. Сега е прашањето што во вие. Сигурно да избориве нема да снема електрична енергија, макар да не можеме да произведеме. Поголема казна од да те удрат под джебот нема за нас. Така ви изминатата недела од Електрани на Македонија распиша оглас, распиша тендер со кој се бара, мислам дека 900.000 тони за пуштање на рек Битола на третиот блок и околу 300.000 тони беше за пуштање на ТЕЦ Осломеј во Кичево. Страшно неуко и аматерско работење. Не се професионалци што да време. Тоа е првото. Второ, со години се чека да обезбедиме стабилно снабдување во рек Битола со јаглен. Пред 4 години беше најавно, веднаш почнуваме со отварање на Живојна. Да се отвори да имаме јаглен за 3 блока во рек Битола. Ништо не е направено, се копа денес за утре да може да се гори, колку што се наоѓа на тие подински слоеви и се друго. Со опрема која што ако врне пропаѓа, ако е суво не може да копа, но затоа имаме многу договори со тендерски да извршуваат работа повеќе организации кои што се вклучени и му ја пијат субстанцата на рек Битола на електростопанство на Македонија.